Амфенол е меѓу првите фирми во Источна Македонија, што менеджментот одлучи да им овозможи обука на вработените и на раководителите, нели, тим лидерите. Веќе имавме една обука во Берово со врниот менеджмент. Мислам дека навистина одлични резултати постигнува менеджментот овде. И со овие обуки што се планираат, денеска почнуваме со комуникацијски вештини, мислам дека уште подобра организацијска клима ќе се створи во компанијата, меѓутоа и поголема продуктивност и едно континуирано напредување. Секој вработен да почне да размислува секој ден како да бидеме уште подобри и подобри. Значи, факт е дека веќе стручноста не е доволна за успех на работното место. Значи, истражувањата покажуваат дека е потребно повеќе вештини да имаат вработените, а поготово да не станува збор, нели, за менеджментот. Кои се тие вештини? Значи, денеска починаме комуникацијски вештини, фидбек, активно слушање, обзервација на себе, обзервација на другите, говорот на тело, исто, нели, тој body language многу е популарен последните 10 години, 15 години и во развиените земји. И потоа ќе продолжиме, имаме тимска работа. Значи, факт е дека веќе во денешно време одредени индивидуалци, колку и да се јаки, колку и да се силни, не може да го дадат тој резултат што може еден тим бар од двајца, од тројца, четворица, да не зборам и повеќе луѓе, кога има една вистинска синергија. Меѓутоа, не е тимската работа само декларативно некој да каже јас сум за тимска работа, ајде да работиме во тим. Туку си има одредени методи, техники, фази во развојот на тимот, кој е добро секој, поготово менаџерите, да бидат запознаени, за да можат да ги применуваат тие техники на работно место. Значи, покрај комуникацијските вештини, тимската работа, тука е предвиден исто да се работи на обука за мотивација на вработените, и како многу важна работа, нели? А потоа други вештини се кои се фактори за успех во денешно време, управувањето со промени. Исто така ова исто една голема промена, нели, не само за вработените, за менаџерите во градот, туку за цел град, за цел Источна Македонија и за Македонија. Значи, од ништо направена е компанија со, мислам, над 1200 вработени, која и понатамо се уште ќе прима нови вработени. И тоа е еден големо признание и за моменталните менаџери, нели, што ја направиле цела иницијатива, меѓутоа и за земјата, што таков капацитет како Амфенол, тоа е една голема америчка фирма, може не толку на број, околу 60.000 вработени, меѓутоа по вкупен приход е скоро колку цела Македонија што е општествениот производ. Така да е големо признание што они ни даваат доверба да отворат свој капацитет тука. И овие обуки се токму во тој контекст ние да возвратиме со уште поголема продуктивност, нели, поголема ангажираност на вработените, меѓутоа и благосостојба на вработените на некој начин. Значи, покрај овие стандардни, реков, комуникацијски вештини, тимска работа, управување со промени, исто ќе поработиме и на управување со време, тајм менеджмент. Значи, многу е важно како луѓето го користат времето и дома и на работното место. Нели, често пати, поготово во денешното време на динамично живење, мобилна телефонија, социјални мрежи, сите луѓето ние некако трчаме по итното. Итно ова морам да го направам, итно ова, а дали е важно, немаме ни време да размислиме. Значи, таа обука, тај менеджмент дава едно поинакво гледање на времето од ова ние сега што го практикуваме во Македонија. Значи, често пати ние го користиме времето за работи кои не ни се толку важни. Го користиме со луѓе кои не ни се толку важни. Некојаш ги запоставуваме и најблиските, го губиме времето со некои луѓе што ништо не ни значат во живот. А времето, велат, не можете да го надокнадите. Ние, луѓето, меѓу нас, сите имаме горе-доле еднаков, нели, животен век очекуван, да речем, Македонија е малку паднато сега од оваа транзиција, 70 и нешто години, меѓутоа, велат, луѓето се разликуваат меѓу себе по тоа кој како го користи времето. Значи, да има време и за работа, да има време и за фамилијата, или да има време и за она што викаат американците continuous improvement, односно континуирано лично подобрување, или јапонците што го викаат кајзен. Токму тоа е филозофијата на овие обуки.
Значи, менеджментот им овозможува на вработените да чујат токму она што го слушаат нивните колеги не само во Амфенол и во другите компании во развиените земји, во Европа, еве во далеки исток, нели они имаат и тамо некои своји капацитети отворено, токму истите обуки ги прават и тамо, комуникацијски вештини, емоционална интелигенција и така натаму. Со други зборови, ние луѓето, истражувањата покажуваат имаме 4 мотивации во животот. 4 мотивации. Едната мотивација е да живееме, односно да работиме за да живееме. Или втората мотивација е да припаѓаме кон некоја група или да си формираме семејство, да си формираме фамилија, нели тоа сите луѓе од најмладите го тежнеат, нели? Третата мотивација е учење и развој. Значи, дефинитивно научно е докажано дека ние сите луѓето сакаме да учиме и да се развиваме. И токму тоа е ова Амфенол што го издвојува од другиве компании, поготово во Источна Македонија, која реков меѓу првите ги почнува ваквиот тип на обуки. И четвртата мотивација е она, нели не им е толку битно на помладите, тоа е обично со годините, што ќе оставам јас позади себе. Нели како доаѓаат луѓето во поголеми години, во зрелост, нели, и почнува и тоа исто да ги мотивираете да остават нешто позади себе. И така да учењето и развојот е една потреба на луѓето. И драго ми е што менеджментот во Амфенол тоа го реализира и им овозможува на луѓето, не сите компании во Македонија, тоа им го овозможуваат на вработените. Нели многу мислат дека е доволна само стручноста и готово. Нека работат вработените. Меѓутоа, отпосле доаѓаат проблемите. Колку ќе трае денеска? Денеска и пак по 2 недели, другата сабота исто така, значи се дводневни обуките, комуникацијски вештини, потоа исто имаме тимска работа и така натака, значи работи за цел циклус на обуки. Се очекува уште поголемо подобрување на меѓу комуникацијските односи, меѓучовечките односи, нели, во рамките на тимовите, а и меѓу тимовите во рамките на компанијата. И тоа се обуки не само за како луѓето да бидат подобри менаџери, тоа се обуки како луѓето да бидат подобри луѓе пред се. Ете, тоа е комуникацијски вештини. Дали се поздравуваме меѓу себе, дали се почитуваме, како градиме доверба меѓу себе. Нели, значи вработените не да се манипулираме, туку да се мотивираме еден со друг. Ете, тоа е станува збор. И утврдено е дека со примена на тоа знаење, значи не е доволно ети да дојдам овде на обука, она што ние инсистираме е тоа да се применува во пракса. Значи, ја може да знам дека ете кога ќе ве видам треба да ви кажам добар ден, меѓутоа ако ја свртам главата, се направам дека не ве познавам, џабе ја знам. Значи, знаењето не носи некоја промена, туку носи примената на знаењето во пракса. И затоа ние тука ќе бидеме повеќе присутни, ќе одиме и во погон, директно на работни места, да им помагаме во одредени ситуации на тим лидерите, на другите раководители и така натака, се со цел да се зајакне организацијската клима, вработените да имаат можност на вистина она што се вели со неколку чекори да одам со радост додам на работно место, нели не додам 2 чекора напред, 3 назад. Ете, да, ете тоа е тоа. Јас сум Александар Јорданов, раководител во секторот квалитет во производна единица антени во компанијата Амфенол Technology Македонија.
Во изминатиот период во месец март 2017 година на раководниот кадар на компанијата Amphenol Technology Македонија му беше извршена обука, односно дводневен семинар за ефективно лидерство. Целта е преку примена на вештини раководителите да влијаат на зголемување на мотивацијата на вработените. Односно, едни од тие вештини се унапредување на комуникацијските вештини и тимската работа, управување со време, управување со промени, делегирање, ситуацијско лидерство, коучинг и преговарање. Со помош на овие вештини би се зајакнала нивната способност за градење и одржување на позитивната работен однос помеѓу вработените, што ќе влија и на зголемување на целокупната продуктивност на организацијата. Фактори за успех во една организација врз основа на ова обука за ефективно лидерство се стручност, комуникацијски вештини, тимска работа, управување со време, управување со промени, иновации и квалитет. Клучни карактеристики за создавање на еден тим врз основа на оваа обука за ефективно лидерство се заеднички цели, тоа подразбира запознавање на тимот со целите кои треба да бидат постигнати. Друга карактеристика се специјални улоги и задачи за секој тим од тимот, односно сите треба да бидат инволвирани во реализација на задачите. Трета клучна карактеристика за еден тим е заедничка соработка помеѓу членовите во тимот, односно таа е една и од главните карактеристики во еден тим. Добра комуникација, волја за брзо решавање на конфликти, предаденост на тимот. Врз основа на овие фактори за успех и клучни карактеристики за ефективно лидерство, во текот на обуката ни беа извршени и повеќе индивидуални тестирања преку прашалници. И тоа, истражување на комуникацијски стилови, тие се под карактеристики, односно релатер, експресив, мислител и наредбодавател. Секоја од нив се карактеризира со специјални карактеристики. Друг прашалник е Team Rules. Со помош на овој прашалник се окарактеризирува карактеристиката на лидерот во кој профил на лидери припаѓаат. Можем да ги набројам: процес менеджер, значи ги канализира човечките ресурси да ги завршат работите; радикал, ги разгледува проблемите од невообичаени гледни точки и создава нови предлози; хармонизер, го гради моралот со негување на односи со други членови; техникал експерт, придонесува со специјални информации; аутпут драйвер, води за да обезбеди дека работите ќе се завршат; интегратор, ги изострува погледите кон тимот; промотор, го поврзува тимот со социјализирање; друг прашалник што во текот на обуката ни беше извршен како индивидуално тестирање е прашалник за leadership focus. Со овој прашалник се одредува мерењето за спремност на водството во одредени ситуации, ниво на самодоверба и преземање на акции. Секој од нас исто ги пополнува сите тие прашалници и се квалификува според сето тоа што го поседува. Друг прашалник е прашалник за емоционална интелигенција. Тука се вклучени карактеристиките како самосвест, справување со емоции, самомотивација, справување во односи со другите, како да им помагаме на другите да се справат со своите емоции. Сите овие карактеристики кои се прикажени преку овој прашалник за емоционална интелигенција на ниво на Македонија ја поседуваат 82,42% од лидерите. За наша благодарност во нашата компанија тој пресек изнесува 85,4%, што е над просекот во Македонија, што уште еднаш покажува дека Amphenol располага со високо квалитетен кадар. Јас сум Ивана Наумова, вработена како тим лидер во оваа компанија. Мојата кариера во оваа компанија започна уште од самиот почеток на компанијата.
и поминав низ неколку работни позиции. Најпрви на самиот почеток започнав како оператор во оваа компанија во производната единица Филик. Подоцна преминав во оделот на завршна контрола, од каде веќе 6 месеци сум на позиција тим лидер во истата работна позиција на група од околу 80 вработени. Амфенол е компанија која нуди можност за напредок во работните позиции. Исто така, голема предност за работа во оваа компанија е тоа што се овозможуваат голем број на обуки во и надвор од нашата земја. Ние денес ќе присуствуваме на една таква обука која е на тема комуникацијски вештини, која има за цел подобрување на перформансите, лидерските вештини и способности на оваа обука ќе биде спроведена од страна на Мотива, Центар за консалтинг менеджмент, образование и обука, и во неја ќе бидат опфатени сите индиректни вработени во нашата компанија. За крај сакам да се заблагодарам на нашата компанија која ни возможи оваа обука. Се надевам дека ќе придонесе позитивни резултати во нашето понатомашно работење. Јас сум Добре Гацев, менаџер на линиите за монтажа на модули. Во мојот сектор моментално има 104 вработени кои се поделени во две смени по 4 линии, водени од страна на 8 тим лидери. Доказ дека во Амфенол има можност за напредување се самите тим лидери кои што започнаа како оператори, но со својата посветеност, со својот труд и одличните резултати напредуваа во тим лидери и се уште имаат можност да се докажат и уште да напредуваат. За таа цел, Амфенол во соработка со Менеджмент консалтинг центарот Мотива организира предавања за тим лидерите и менаџерите со цел да се подобрат нивните лидерски вештини, да се подобрат нивните комуникацијски вештини, да се стекнат со знаење како да се развијат високо продуктивни тимови кои се карактеризираат со јасна цел, јасна насока, доверба и ефективна комуникација, како и запознавање со методи и техники за унапредување во работата. Сето тоа ќе придонесе да се усовршат вработените и да се задржи одличниот квалитет кој што моментално го имаме во Амфенол. Јас сум Емилија Стојанова, вработена во Амфенол Технолоџи Македонија од 4 месец 2014 година. За овие 3 години како работам овде, можам да се пофалам дека напредував доста. Започнав како оператор, денес сум раководител на смена на производна единица Каја Електроник. Раководам со околу 70 вработени. Моја задача е да ги организирам самите вработени, за да може продуктивноста да е добра, како и во однос на квантитетот, така и во однос на квалитетот. Амфенол Технолоџи Македонија нуди можност за усовршување на сите вработени и на оние кои сакат доправа да постанат дел од нашиот тим, секако доколку самите вработени се залагаат за тоа. Исто така, нашата компанија организира обуки во странство. Во неколку од нив бев и јас самата дел од тоа, заедно со мои колеги, бевме на обука во Германија. Таму бевме со цел обука на 2 нови проекти, Y Cable и Eberspacher, кои денес безпрекорно функционираат во рамките на нашата компанија. Амфенол Технолоџи Македонија денес исто така ни нуди уште една посебна можност за усовршување во однос на комуникацијата со вработените, кој е една од најбитниот фактор за успешно лидерство, како и мотивација на самите вработени со цел успех во рамките на целата компанија. Денешната обука ќе биде од страна на Мотива, Друштвото за Менеджмент консалтинг, образование и обука. Голема благодарност до нив и секако до нашиот директор Сашко Наков, кој ни го возможува сето ова.